Ова е вечер на перформанси, проекции и музика. И ова е завршен настан од еден проект кој што го работат 3 организации, 6-месечен проект во кој што имавме 6 настани, 2 дебати за важноста на независната сцена и културата на заедниците. Имавме една прекрасна изложба во јуни кај што се представија 4 визуелни млади уметници. Потоа имавме 2 работилници, една за проектен менеджмент и една против дезинформации. И оваа мултимедијална ноќ е завршен дел од тој проект. Ова што вечер го видовме е перформансот на Христо Григориадис. И сега ќе видиме проекција на видеото на Ана Вачкова, тој е 5-минутно видео, потоа ќе го видиме краткиот филм на Батухан Ибрахим, Мавера, и потоа ќе видиме една проекција на графички дизајни и постери од Теано Кардула, и вечерта ќе заврши со DJ сет на Сонја Исмаил. Ве поканувам да останеме цела вечер. Ви благодарам и уживајте. Видеото кој што го гледавме вечерва се вклопува поради тоа што имаме недостаток на нецензурирани прикажани емоции, тоа што не се случува во секојдневниот живот, особено од една женска визура. Сметам дека секогаш, дури кога сакаме нецензурирано да се изјасниме, сами на себе подсвесно имаме некоја цензура која што ни е наметнато од општествени стигми, начинот на кој што сме растени во ово општество и тоа што ни е наметнато од системот во кој што живееме. Па затоа решив да се соголам, ја заедно со девојката која што беше учесничка и носител на целото видео, Мила. И ова ни е на некој начин соработка заедничка, бидејќи видеото е многу интимно за двете, го работавме заедно сами. Од почеток до крај содржи елементи кои што се емотивно поврзани за мене и за неа, така што е склоп од двете во едно. Овој перформанс се вика Вештини за оживување. Ова е партиципативен метод, создаден од Клелија Живковиќ, уметницата. Овој перформанс го изведовме во рамки од еден проект, каде што креиравме нови методи на оживување. Што тоа значи? Идејата ни е дека треба да отстапиме од конструктот дека за да бидеш жив мора да си среќен. Веруваме дека ние сме живи и сме политички тела во сите делови од секојдневието. Чест ми е што во моментов перформанс и други облици на уметност завземаат простор во нашето општество, бидејќи мораме да ги смениме перспективите на гледање, на критика и на тоа како ќе се изразуваме. Сите мои размислувања и ставови за општествени промени, за мојот идентитет, за се што се врзува од нашата околина го наоѓам графички дизајн како алатка да го искомуницирам тоа со општеството, со моите пријатели, со моите следбеници на социјални мрежи, и мислам дека е наша обврска како граѓани секој да се најде својата алатка како ќе комуницира, макар и најлокална, најмала порака со останатите и се што не засега нас, да го подобриме општеството околу нас. Па така јас дизајнот го користам така и се надевам дека ќе поттикнам и други дизајнери да бидат малку погласни, бидејќи имаат многу моќна алатка во нивни раце, креативноста и визуелниот момент во денешно време во социјалните мрежи е прилично
моќна порака само по себе. Секако филмот Мавера има лична мотивација или појдовна точка како почнав да го работам, да го пишувам сценаријето и потоа да го режирам, но генерално би се задржал на тоа дека ние како Македонија, како општество каде што живееме, сме на некој начин многу среќни затоа што имаме многу материјал од што можеме да црпиме за нашите уметнички дела или барем јас. Ова е исто интересно прашање за останатиот дел од креативците кои што се вклучија во овој проект и тие има нивни лични мотивации да се приклучат на ваков филм и приказна. Мене лично во филмовите до сега, а и за следниот филм за понатака, не знам, ме интересира таа темната страна на човекот, на човечката природа која што се појавува најчесто во екстремни ситуации, кои за жал кај нас веќе тука е секојдневие нормално и би сакал да ги поттикнам моите колеги, помлади, постари, да почнат да се продуцираат независни филмови, затоа што навистина има резултат.